Додека расте смртноста кај македонските граѓани предизвикана од аерозагадувањето, владата два пати го намалува буџетот на Министерството за животна средина, клучно за намалување на загадувањето, обвинуваат од коалицијата за чист воздух О2. Од историски најголем буџет, според нив, се издвојува само 0,4% за заштита на животната средина, или преведено во бројки, само 635.000 евра. Само за споредба, за патни трошоци во собранието е одвоено 2 пати повеќе. Од коалицијата за чист воздух велат дека со такви мизерни суми ниту во наредните 50 години нема да се справиме со енормното загадување. Нели здравата животна средина, чистиот воздух, чиста вода ќе беа приоритет? Или толку беше, кампањите завршија, па може да се продолжи постаро, со празни реторики, некои минискулни поместувања, а во реалноста само 0,4% одвоени за заштита на животната средина. Прашуваат зошто владата на 2 пати го намалила годишниот буџет на Министерството, што е клучно за намалување на загадувањето. Летоска го скрати за 23%, а изминатава сабота собранието се изгласа уште 8,8% намалување. Образложението беше дека и онака тие пари нема да можат да се искористат. Повторно доаѓаме до таа магична бројка на 70% искористеност. Како да се планира од самиот почеток само толку да се потроши? Министерството за животна средина за 2018 година побарало 14,4 милиони евра. Министерството за финансии му одобрило помалку од 10,7. Четвртина од побараното не одобриле, што е со 3,7 милиони евра. Зошто тогаш не е одобрен побараниот буџет во целост? Доколку ги погледнеме само собраните даноци поврзани со животната средина во 2015 година, тие се за 16 пати поголеми од сумата доделена за Министерството за животна средина за 2018 година. Тоа би значело дека ресорното министерство можело основано да побара буџет од 3% од вкупните расходи, а за заштита на животната средина требало да се одвојат 4,4%, а не само 0,4%, анализираат од коалицијата. Во меѓувреме, мерните станици покажуваат алармантни бројки. Во изминатите 24 часа во Скопје, само 2 часа воздухот не бил загаден. Загадувањето најголемо било во Лисиче од 21 час од синоќа па се до полноќ, кога концентрацијата на штетните PM10 честички во континуитет била над 400 микрограми на метар кубен.